Шери, що ки готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Во форма денес, како и секој ден. Па така е. Шери, што ке готвиме денес? Инспирацијата, каде ќе најдеме? Во морето, во небото, во ниви, не знам каде што. Јас ќе го најдам во фрижидерот. Ајде да видиме што ќе готвиме денес. Шери. Па знаете што? Не, ми останува салата. Ајде ќе одиме со салатата. Салата и туна. Многу добро оди заедно. Со туна оди и јајца. Ќе направиме еден мајонез со туната, ќе ми биде добро. И сакам да пропржам едно јајце или два, да направам како еден омлет, да го сецкам на парчиња, ми бега јајцето. Да пазиме. Ете. Ајде, стои тука. Не сака да стојат, ќе стојат така. Ајде, уште едно јајце, два јајца за мајонез и два јајца во тава ќе направиме. Јајцата се тука, со јајцата ми треба семф за мајонез, обавезно. Окей. Ајде, еден домат, една краставица. Ќе го испразниме фрижидерот денес. Една бабура, ќе биде убаво така ситно сецкана, ќе ми се допаѓа. Окей. Па мислам, од имаме све. А не. Не остануваат исто и тестенини. Навистина, денес го празнуваме фрижидерот. Сме крај на неделата, блиску. Ајде, празнуваме и готвиме. Супер. Окей, како кажав, семф, туна, домат, бабура, краставица, јајца, салата и останата од тестенини. Ќе направиме предобра комбинација. Многу ми се допаѓа така. Навистина, извадивме голем дел што имавме во фрижидерот. Ајде, да направиме мини омлет. Ќе правиме омлет малку со тревки така. Тоа ќе биде првата задача. Ајде. Окей. 9. Ќе правиме директно во рерна после, така да одиме побрзо. Брзо. Имаме време. Шери, уште не искача од работа. Она доаѓа, полека ќе дојде. Ара, еден омлет, што кажав, со две јајца. Чисто да имаме гарнир малку различно. Така, ми треба една вилушка. Јас во јајцата ставам малку млеко. Така. Окей. Така. Малку млеко. Валя. Сол. Бибер. Така, доволно. И ќе му ставиме малку Макдонос. Ајде тука да се врати ова. Тука да имам место за да работам. Ја натрупав све на масата, а немам место за готвење. Ајде, малку Макдонос. Така ситно сецкано на брзина. Ќе му дава бој, вкус, мирис на јајцата. Така. Окей? Така. Има се топли. Ставаме малку зејтин, обавезно. Да пробаме еднаш да направиме јајца во ефраерот. Ајде, зашто да не? Не ми текна, да ви кажам право. Можев не да го употребиме, ама не. Многу сум традиционален за готвење. Да, нареден пат јајца во ефраер. Зашто да не? Ова, топло. Ајде. Јајцата се спремни. Зошто ги правам така во тава? Може да ги варам. Варење ќе ми треба 10-15 минути, но дека се прави, треба да ги лупам и све тоа. Овде во тавата си правам еден омлет. Кога ќе биде спремна, ќе ставам тука, ќе се олади, ќе сецкам на коцки и ќе мешам во салатата. Одлично. Многу полесно и поедноставно. Ете, нека се прави сега малку, вака. И ќе оставам директно во рерна. Сега од јајцата ќе правиме мајонез. Каде ми е? Тука ми е. Валя. Опремата за мајонез. Окей. Вадиме белката. Ми треба само
жолчка. Хап. Voilà. Иу. И voilà. Топ. Така се прави мајонез. Ако не знаете како се прави мајонез, го правим со 2 жолчки јајца, семфот. Тука ми е. Ана. Овде јајцето е при крај, ќе оставам варена. Океј? Ајде. Voilà. Нека се печи. Со мајонез. Додаваме, на мајонезот додаваме една лажица семфот. Е така. Voilà. Океј? Се додава исто малку сол, да го така да го. Хемто, хеп. И му ставаме исто малку бибер. Така. Завршено е? Не. Сега одиме на најтешкиот дел, да кажем. Сега мора да измешаме во јајцата и во семфот малку од зејтин. Това ќе го правам овде со маталката, електрична маталка. Како ми олеснува работата ова. Струја тука. Ајде. Вала. Ова. Тука и брум. Океј, имаме зејтин. Маталката. Полека и додаваме полека зејтин. Во меѓувреме матиме. Многу брзо, многу лесно се прави мајонез, не? Хоп. Да кратко направивме мајонез. Не па ја. Вала, ова е мајонез. Ајде, ете. Ја мешаме уште малку мајонезот, оти мислам оти немаме доволно. Јас обожавам мајонез. Јас сум тој што навистина порано во Белгија како јадов мајонез. Ми го кажав пред поранешните емисии, јас сум човек што во секој јадење ми требаше мајонез. Оти во Белгија мајонез е врв, е number 1 од сосовите. Ете така. Вуала. Имаме мајонез. Заборавив. За да го правам мајонезот, имам една мала тајна. Додавам малку јогурт во мајонезот. Пробајте го тоа, ќе бидете изненадени, оти навистина тоа го прави мајонез да биде многу по-лесен. Знаете, мајонез го видовте и со зејтин. Се додава многу зејтин, со семф и со јајца. Кога ставате малку, ете така, јогурт, ова ќе му направи да биде уште покремозно, многу по-лесен за јадење. Одлично. Сега е малку покремозно. Нема да превртам, оти ќе ми се истои. Ова е многу по-убава сега. Вајда. Океј. Можеме да го вратиме јогуртот во фрижидер. Јајцата. Каков убав омлет направив. Вау. На кратко време, ете, од шпоред во рерна, ајде, нека се лади. Ке ми треба на крај да го измешам това во салатата. Ова е завршено. Мајонез, втор дел, завршено. Одиме сега со туната. Туната е во конзерва, туната е во зејтин. Ке го извадиме малку зејтинот и го исцедиме. Ето. Држиме малку зејтин за да не биде суво.
Така. И ќе го мешам во еден сад. Лажица. Хо-хо. Многу убав ова туна. Многу ми се допаѓа. Ете, убави парчиња. Конзерва. Секогаш е тешко да се најди добар квалитет на туна. Навистина, полека се навикнуваме да јадиме туна, а свежа туна се продава и повеќе свежа туна. Порано, свежата туна не се јадеше многу, се јадеше повеќе во Азија, во Јапан и во такви ствари. И полека дојде во Европа. Ама, јас мислам оти за лето, за салати што се прават и све тоа. Туната е една од намирниците што многу по-лесно од сите се меша. Јас имав направено, не знам дали имате видене во поранешни рецепти, не во шериво, во друго, направив праски, пола праска, полнета со туна. Преубав вкус, многу добро беше. Ете, ова. Ќе му додавам малку од мајонезот внатре. Да, и уште едно. Каков мајонез, многу е убава. Ова. Завршено. И, ете. Мешаме малку. Сега. Обавезно. Што ќе додавам? Па да, малку млад кромит. Мала. Ситно сецкан млад кромит. Така. Така. Хап. Тука. Овде сме спремни. Малку бибер, да му додам, оти, пробам. Навистина мајонезот е окей, туната е окей, ама со малку бибер ќе биде уште поубаво. Вака. Ова е при крај, а ние се гледаме после рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Како ви кажав, ова е при крај. Ова е. Вау! Океј, мајонезот, ова ќе стои тука. Имам уште домат, имам уште бабура, краставичка, салата и тестенини. Направиме прво место малку на маса, оти више немам место за да готвам. А тоа е нешто што многу ме нервира. Многу. Ајде. Го вратиме тоа тука. Другиот дел е за перење. Океј. Јас мислам да почнеме со тањирите и полека, степен по степен, да ги напуниме. Океј, имам две тањири овде, длабоки тањири. Полесно ќе ни биде. Е така. Ставаме двете тањири. Подлога ќе ни биде малку салата. 3-4 парчиња салата. Океј. Ќе ја сецкам ситно сецкано. Ова ќе ни биде подлогата. Така. Вуаля. Хоп, на две. Го ставаме. Подлога. Дојди тука. Вуаля. Така. Ова ни е подлогата од салата. Одиме со другите намирници. Имаме краставицата. Убаво, да излупам. Да не ви кажам пак зашто лушпите, си знаете сега, мислам. Така. Океј. Ова. За мене. Ситно сецкано. Така. Вуаля. Завршивме. Стои тука.
И ова ги ставаме малку така секаде преку тањирот. Тоа е вториот дел, вториот степен од вториот кат. Океј. Одиме сега. Тестенините. Ајде, ми остануваше тестенини интегрални. Што ќе правив со нив? Не знаев. Може да правим салата, може да ги сварам, може да ги правим во сос. Епа не, ќе ги држиме и ги мешаме малку во салатата, да имаме, ете така, гледате. Многу убава комбинација. Многу ми се допаѓа. Плюс овие се тестенини интегрални, хелти, подобро од тоа нема. Вака. Океј, ми останува уште, имаме уште рецепти да правиме со тоа. Вака. Океј. Јас ќе му ставам, за да не бидат премногу суви, малку од маслиново масло. Така и салатата доле ќе упие, ова, исто малку сол, така. Ги имаме јајцата. Уште е топло, ама ќе направиме вака. Ќе правиме ленти и ќе ги мешаме во салатата. Гледате. Хап. Вака. Како убаво изгледа. Хапс. Еден дел. И сетка така, гледаш, ги мешаме секаде. Друго е од јајце така варен, го мешате, го джмеките, не знам како, го дробете, а ова, омлет, гледате, со исто квантитет, со едно јајце, гледате како убава декорација му правите, друга презентација, комплетно различно. Така. Супер. Одиме со бабура, неколку парчиња така. Чисто само за декорација. Така. Валя. Епа, стои тука, томат. И епа, две. Уште едно тука и уште едно. Ми треба. Валя. Еј тука. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Сакам да има баланс. Океј, ова завршивме. Ни останува туната. Ставаме на салатата туната. Како убаво мириса, како убаво изгледа. Ќе си направиме еден оброк овде. Вау! Топ! Остава малку на страна. Да пробате и пријателите што се тука, позади камерите оди ова. Ајде, така. Завршуваме со убав дел од домат. А мислам, оти ни фали нешто. Имаме меко. Само меко. Мора да пропрушам нешто, да правам некако како кубети, на крај како гарнир на светот. Ајде, ќе му направиме неколку кубети, мислам оти е задолжително. Така. 2 парчиња домат, а ќе правиме сега неколку кубети. Ова е дел од салатата што е при крај. Одиме со кубетите. Пак да му пуштиме топлина овде. Така. Океј. Да бришиме малку масата и да земеме парчиња. Имаме леп, па секогаш имаме леп, така парчиња леп што ни остануваат, дали во фрижидер, дали во кутијата за леп, што ќе можеме со нив да правиме кубети. Вуаля. 2 парчиња леп. Доволно ќе бидат. Ми остануваше уште сланина. Сланина
kubeti. Dobra kombinacija će biti to. Ajde. Hop. Hop. Sotava. Će biti polesno. Ćemo stavimo isto malku zejtin. Ajde. Така. Ова ќе биде крајот, final touch. Така кажав, имаме меко, 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 само меко и на крај крскаво. Вау! Многу добро ќе изгледа. Плюс сланината ќе му додаде така еден шмек на крај на кубетите и со туната. Не знам дали имате пробано туна со сланина, ама за мене е многу добра комбинација. Ајде. Хоп. Така. Какви убави кубети. Топ. Сантим на сантим. Тип-топ сецкани. Исто ќе правиме со сланината. Ете така, 3 парчиња сланина. Ситно ќе ги здробиме, па ги сечиме. Така. Валя. Јопс. Така, ќе се меша това заедно, ќе се пропржи това све заедно, ќе му додавам малку зачини, тови медитеранските зачини, не знам кај се тука. Да. Топ. Врв. Ова ќе биде нешто вау. Многу ми се допаѓа. Накратко, чисто да се пропржат, да фаќат боја, исто сланината да почне така да фати боја исто и ќе можеме да ставиме директно на салатата, што не чека тука. Јас во меѓувреме малку ќе средам, ти ви кажав, јас не сакам кој има гужва на работната маса. Ајде, тенидите се враќаат. Секогаш кажувам, треба да биде маса чиста, средена. Мајонезот, пазете, од лето кога правите мајонез, се прави со јајца, живи јајца, директно во фрижидер. И ако правите мајонез, максимум еден ден, наредниот ден, јадете го и опасно е. Многу опасно, бактериите се множат многу брзо. Тоа е една, како да кажем, еден совет, што ви го давам, што мора да го почитувате. Многу се употребува мајонези во тегли и све тоа, заради тоа. Оти мајонез се прави со живи јајца. Вуаля. Овде сме при крај. Убаво е, убаво мириса. Уште малку. И сме спремни. Упа, има еден жив уште. Ги враќам танјирите. Тука ви кажав што имаше салата, имавме тестенини, имаме краставички, имаме јајца, омлет на ленти. На тоа ставивме туната мешана со мајонез, малку млад кромит, на крај неколку домати и на крај кубети со малку сланина. Ова ќе биде безобразно. Така. Не. Ете. Окей. Ова е за мене. Топ. И сега, кажуваме секогаш final touch. Малку зелено, чисто така за окото да биде убаво. Повелете, за денес направивме прекрасна салата од туна со тестенини, јајца. Добар апетит!
Што ќе готвиме денес?